Що правите, ами? Що навак? Откаде да започнам? Како? Откаде? Од почеток, аплауз за генијалецов. Овие со купени дипломи се. Да. Кој би рекол дека државата немат слух за народот? Така. Она прв пат во животов се осеќам топ што сум на VIP. Не, стварно, она, и да те прислушкуваат све што ќе слушнате. Или секретарка ќе се јави. Или ало, мамо! Пак ќе останет меѓу нас разговорот. Јако ова со прислушкување, што се стегнавте, бе се зезаме, лабаво. Дозволено е 5 минути. Значи, јако, знаеш, си викам, овие што се слушнаја на снимкиве, гарант ќе си речет, јас вака не звучам. Знаеш, колку пъти далавери имат правено, толку пъти не се препознават во гласот. Прејако. И супер, она си викам, окей бе, се деси, ето. Одиме понатаму. Мислам, прав момент е да се преслушаме сите. Мене, например, многу ми е јако, ова нормално, политика, така, функционери, ова, она, нормално е да имат заврзлами, јас не ни очеквев да не е така. Мене ме интересират, например, како звучи Раде Рогожаров дома. Свети, јас баба Рада сакам да знам шо вика. Зашо, окей, камилица уба е за имунитет, ама, која е тајната на рецептот. Ало, баба Рада, шо правиш? Еве, бе, цел ден со тие тревите, аман, веќе не можам глада кренам. Завиткав еден зумбул по дома да сопуштам. Знаеш како ти е. Она, Herbalife. Убавина. Прекрасно. Знаеш, и си викам, супер, ето, све, помина, замина, ќе помине, небитно. Нешто ми е многу јако, каков е животов на типов што прислушкуваат. Овој прислушкувачов, што е вработен тоа да го прави. Знаете кој стрес е тоа луѓе? Ужас, разбираш, да ги слушаш работиве од прва рака, човече. Она, се враќаш дома отепан, не ти се вервит. И сега жена ти знаеш дека работиш во тајна служба, знаете дека е топ секрет, highly confidential, ама ко добра сопруга мора те прашат како си помина, злато? Како да ти кажам? Звари ништо не можам да ти кажам, тајна е. Само молим те, жит ти се најмило, сонце, смени го онај филмон со Хју Грант, не можам да го поднесам. Зашо бе, баш е онака окей, човече. Те опуштат, не мора да мислиш многу, рече, дежаву, она, сваќеш. Ужас. И типов, она, узмуабет на сопругава. Сонце, да те прашам нешто. Кажи, со пријателкиве твои, вака, од време на време, прајте муабет за нашиот сексуален живот? Да, бе, злато, нормално. Молим те по телефон да не го прајте муабетот. Значи, ако ме поштоваш, колегине ќе ме скапет од заебавање. Излези, види се очи во очи, друго си е. Отвори се колку сакаш. Од друга страна, ако ќе видиш, например, замисли да си свештеник католички. Да, тие се духовна ција. Разбираш, место сакој ќе се малтретират да редит микрофони по куќи. Ела овде, ка ќе направиме едно кабинче и отвори се. Сој како, ами, мора се знае све. Контакт со реалноста. И замисли си седвито на... Повели, чедо. Оче грешев. Абе, сите грешиме сега. Некој по 2-3 пати, едно по едно. Зависи од партнерот. И што грешеше? Абе, се соблазнав. Сакав лопатата на комшијана да му ја украдам. Чекај, бе, застани малце. Дали си сериозен, човече? Тоа е све што имаш сгрешено цела недела? Да. Оди терај, не ме замарај, да ми го губиш времето. Знаеш какви има, со какви греај? Шибај, супер си ти, не? Топ. Шибај, уживај, простено нека ти е. Бегај, ајде.
И сваќаш она преако е, човече, замисли кој ќе му дојде, ево, зошто имат од време на време афери кај кардинали, бе? Зашти, човече, секоја недела да слушаш по 2000 души што ти ги кажват најмрачните тајни, то се идеи, бе, луѓе. Значи ти колку и да си окей во животов, еднашка ќе си речиш, чекај ме да проверам дали е вака како што викат луѓето. Знаеш, она неке ти се верви дека 6 годишно дете за лижавче чуда правит. Ужас, да. Сега не знам дали имате приметено, ама многу зависни сме од црни вести. Она, тмурни вести. Сакал некел, ке чуеш, дали разбраш што се десило пред некој ден? Шо, бе? Абе, маче на туристичка поминвело и некој ненормален со БМВ. Добро, и место да закочит кога го видел мачево, тој уште толку газ давал, човече. Го стапнал мачево на сите страни по туристичка, разбираш? Со умот на сегде. Добро, и место да замини, да избегат, се вратил и шлајфнал на мачево. И најголемата иронија шо е? Шо е? На патот вака од крвта колове да пишело. Катастрофа, човече, да ти се згади, ќона. Си викаш, а не, гасам интернет, мобилни, компјутери, телевизори, вестник, не купвам недела дена да одморам од црни вести. Аха, ќе одмориш. Кој ќе ја сретниш комшивката пред зграда, за неј се црни вести ко хероинце. Ти си слегвиш нормално, лабаво, поскари така, добар ден, комшивке, како сте? Добар. А ке ова добар ден? Зошто шо? Не прочита во вестник црна хроника? Некоја во кадата место со шампан со солна киселина се потурила. Тамани се погодило фарбата на момичето, ето ти. Е, добро, не прочитав и фала Богу ти шо ми кажа вака, разбираш? Заш постоеше опасност да прочитам. И да ми се заеби цел ден, вака се супер ќе ми е. Катастрофа. Иначе, ние сме способни најелементарна банална вест да ја доведиме до статус на елементарна непогода. Охриѓани посебно, заш кај нас, оговарање не е лоша навика, тоа е стил на живот. Ево, да. Да земиме, например, банална вест. Славе купил леп и му паднал пред малска продавница. Значи, дебилна вест. Што не заслужви никаде да ја објавиш. За пола сат одма по портали ќе видиш. Прво слика лебов паднат. Она драма, тош врнит, разбираш. И олкав наслов. Во светот луѓе гладуваат, охриѓани се расфрлаат со храна. После пола сат обновено. Лебот бил фрлен намерно и постои опасност да е радиоактивен. После 4 сати одма апдейт, анима мунди со поплака. Уличните кучиња и мачки се незаштитени. Подложени се на радиација, надлежните да превземат нешто. После 2 месеци обновено. Заради радиација забележани се ајкули во Охридско езеро. Дали тоа значи дека ќе немаме добра сезона? Господе Боже, замисли. Ми се чини дека последна година и од Обединетите нации ќе се јават со писмо. Македонија ќе ве признаеме по име, презиме, ќе ве примиме во Европска Унија, сите колективно на Бахами ќе ве пуштиме да одморите, само нуклеарно да се разоружате. Да нема насилство. И таман си мислиш после 10 години конечно веста заврши, не, обновено. Фатен кривецот за терористичкиот акт со радиоактивен леп во Виена. Иронијата да биде поголема бил со трошки на рацете. Дали ова значи дека е спречен уште еден терористички обид? Да,
То значи, ништо друго. Емитувавме вести. Најако ми е, ги пратам на интернет, сигурно сте видели, по вести имаше доста. Знаеш, имат актуелно е сега со полициски акции многу. Пратите, веројатно, така? Ворете да кажете да. Значи да. Најакото во тие работи ми е имињава на полицискиве акции. Кој ги измислува, човече, сика? Знаеш, треба да ти текни, човече, колку се прејаки. Свеќаш, например, ми се чини дека полицијава не троши толку време на барање докази. Докази имало, немало, ќе најме. Името мора се погодит. Сите да се задоволни во екипава, разбираш? Зашто полициска акција е исто тие ко акционен филм. Разбира, ој, шапци, шта му се пука. Се замисли да те викнат да глумиш во филмов. Разбираш, одма ќе прашаш, шо е насловот? Разбираш, сценариово не ти е толку битно. Битно е насловот. Зашто насловот, ако се футни, то нема се продават после, нема да ја гледамо. Например, имаше една полициска акција Поликолор. Да. И се акцијава, замисли, цајканиве брифинг кој имет праено. Пронајдени се, почитувани колеги, докази за нелегална трговија и шверц на психотропни супстанци. Имаме докази. Доказите се дека дрогата се пренесува во канти со боја. Она што ни фалите името. Од овој момент отворени сме за предлози. И одма се цајканиве, знаеш, ќе почнат со предлози. Брейнсторминг, така наречен. А заш не го викаме, например, командире Трибој Сино? Мој политички да асоцират, не е то. Нешто друго дајте. Па Зелена пролет, например. Не бе, тоа е ко за реклама за дем на дрвото, не е то, разбираш. Добро, например, Зелена долина, сонце не огрiju. Абе, поетски е многу, ќе не скапет од заебавање по вестници. Нешто ни треби, тоа ќе се појави некој дете приправник шо било, по семинари, знаеш, овие шо одат и ќе речит, командире, многу е просто, треба да се направите една анализа. Кои се главни елементи во ова? Главни елементи се полиција и канти со боја, односно колор. Името е Поликолор. Одма унапредување за детево, разбирај? Да, фала. Или друга акција беше, например, акцијава Калдарма. Како звучи? Ко турска серија. Калдарма, акција полициска за апсење на овие организиран криминал на наплатни рампи. И се сите знаеме, така, едно време метеа овие на рампиве, така. Дури беше познато дека ако си прв брачет на некој што работи на рампава, не само што нема платичко ќе поминиш, туку се осеќаш ко Македонија пат да ти борчит. Значи докази имаше, не беа потребни, ама име немаше. И што да прави командиров? Кај бе то детето што смислува имиња? Ајбе мали, дај нешто поможи овде. Зашо е акцијава криминал на наплатни рампи? Многу лесно. Наплатна рампа, кај имат? На автопат. Автопат, прва асоциација шо е? Дупки. Значи нерамен пат, односно Калдарма. Тоа е то, разбираш? И трета акција, ова мене ми е омилена. Ариел се викаше акцијава. Значи, акција за организиран криминал со перење на пари. Ариел. Дури ни детево не треба да го викаме. Се знае, зашо е акцијава перење на пари? Со шо се пери дре? Со прашак. Со прашак, ама кој да го одпериме? Дај земи 2-3 врсти и донеси арам пара, да видиме кој најубаво ќе спери, тој ќе. Јас си викам зошто и другиве институции, например, од системов не го искористат овој креативен дух на полицијава со барање имиња. Знаеш, сиве институции малце да влезат во филмов. Например, колку би било убаво да гледаме еден тип на романтична комедија што ќе ни организират Македонија пат, од типот, например, 100 багери на терен. Сваќаш, или science fiction, например. Нешто од типот, знаеш, она како имат полно теми за science fiction во Македонија. Например,
Нешто типо како Star Wars, ваќаш, злото ќе победи доброто, уствари ќе победи злото. Она, светлината ќе го совлада мракот. Наслов на таков филм би бил, например, Последната сметка на Евана. Знаеш, колку е по-лоу баджет филмов, толку поќе сакам да го гледам. Хорор не мора, има доволно хорор. Она. Или може студентски филм од типот периодниот систем и студентите. Пошто е студентски, знаеш, мора да имат хемија на некој начин.